читање во време на визуелна култура? Ајде да започнеме од двата поима, читање и визуелна култура. Затоа што најблиску ќе не воведат во фокусот на проблемот, да речеме, за читањето во визуелна култура. Визуелната култура накусо е време во кое што општествената комуникација битно се одвива низ медиумот на сликата и имаме едно нагласено, да речем, бомбардирање од сликите, се едно дали во билборди или сите видеомедиуми или сите апликации на телефоните и така натаму. Да не говориме дека тоа развојот на тие медиуми, ако погледнеме некои снимки, да речеме од филмови од пред 30 години и сега ќе видиме колку има побрза динамика, флешови и така натаму. Значи сето тоа се сензации што го насочуваат кон нив вниманието или на некој начин може и да вознемируваат. Од друга страна, читањето е една состојба која налага изолација, извлекување од таа ситуација и сосредоточување на вообразбата, на внатрешниот психички живот кој се препушта на некаква приказна. Значи, се разбира, тука предвид го имам немото читање. Треба да го споменеме читањето наглас, како многу битно. Затоа што ние денеска сме свесни дека многу млади, барем во образовниот процес тоа се освестува, дека често пати знаат да речат дека нешто читале и ништо не разбрале. Јас тоа и од собствено искуство како професор во еден период од животот го имам доживеано, а и како родител исто така. И во тој случај прв чекор кон разбирањето, самостојното читање е читање на глас. Конкретно мислам дека сите деца, сите генерации, прв проблем таков во кој се соочуваат е Малиот принц. А Малиот принц, кој сите знаеме дека е едно четиво многу разбирливо, символично за сите генерации, е четиво со кое, мислам, прво се среќаваат децата проблем. И или со, да речеме, сказни на Пушкин кои се стихувани, ритмизирани и така натаму. Едно нешто треба да се направи, треба да им се рече прочитајте ги на глас. И зашто? Зашто читањето на глас е веќе интерпретација. Магично, волшебно, како со волшебно стапче на децата кои вчера пробувале сами, да речеме, во прва година главни имаат проблем со Илијадата, со Пекол. Ако ги читале немо, и истите тие деца денес, тоа сум го пробувала, им речем, ајде да читаме на глас, сега јасно е, што се случило, сам се прочитала на глас. Го споменувам тоа затоа што денеска читањето на глас, ако немото читање, е разговор со собствената психа. Значи, еден внатрешен разговор. Читањето на глас е општествена комуникација. Ова се 3 пункта, сакам да ги кажам, кои што помагаат да се надминат некои тешкоти што во денешно време со кои се соочуваат младите. Кои се алатките ве според вас за популаризација на книгата? Алатките за да бидат успешни, значи нешто од тоа е веќе и ова што го кажам. Се разбира да тоа се ради. Мора да бидат синхронизирани на сите рамништа, и како општествена акција, или насочување, образување, и како домашна акција, семејна, и како образовна. Значи, тие треба да бидат некако хармонизирани, а за тоа да се случи, прво треба можеби да ни биде јасно зошто е важно да се чита. А важно е најпрвин, еве тоа да го кажам затоа што не го спомнав претходно, во целата таа изложеност
на дразби и сензации од надвор, ние понекогаш не успеваме ниту собствените мисли да си ги чуеме. Прво треба да имаме фокус, сосредоточеност на нештата, на проблемите. Ако денес некој не умее да има концентрација, акустички нешто да восприеме, тој некој не може да следи и настава. Што би им препорачале вие на младите? Тука нели и за наставните програми треба осовременување од широка теми, како што реков. Проблемот со читањето во образовните програми, особено во гимназиското, каде што нели големи дела се читаат, не песнички раскази кои што ги има во учебниците, е прво практичен. Затоа што одеднаш, само во една гимназија, да речеме, 200 ученици бараат иста книга. Библиотеките тоа не може да... Значи, прво тоа е прв практичен проблем. И часовите се одвиваат под предпоставка дека сите ги прочитале. И за да има воопшто некоја успешна комуникацијска ситуација, мислам дека прво прашање на часовите треба да биде колку ја најдоа книгата, колку ја прочитаа на вистина. Тоа се обично од моето искуство на првиот час 5 души и уште 6-7 ја нашле може. Значи и прво тој проблем треба да се реши. Второ, има проблем што се за големи дела предвидени мал број часови. И зборувам за гимназиското. Тука говорам за прозата, кои се големи дела и кои бараат време сепак. А за поезијата е проблем, доколку се ги нема во учебниците делата, да се најдат тие. Ова со сигурност го тврдам, дека не е едноставно да се најде лириката преведена, поготово од светските автори, од македонските кои се со многу помал број застапени во програмите се наоѓаат. Меѓутоа од странските автори преводите тешко се наоѓаат и тоа е втор проблем. Но има и многу други проблеми, ама ова се првични кои се услов за комуникација успешна воопшто. Додиме со пораката до младите. Дека треба да го развиваат читањето. Читањето поезија, особено читање поезија на глас, ќе помогне да научат да ги изразуваат своите чувства. Денеска младите имаат проблем со тоа. Затоа и не сакаат да читаат поезија, особено да читаат на глас или да интерпретираат. Читањето воопшто, било каква литература, им помага да низ внатрешен глас го осознаваат светот и реагираат, а истовремено да го понудат својот.